30 поранешни фудбалери, членови на фудбалскиот клуб Осогово, спортски работници и представници од бизнис секторот позитивно одговориле на понудата од управата на клубот за негово преземање. Формиран е иницијативен одбор што ја искажал подготвеноста да го преземе раководењето, а што би требало да доведе до известно средување на состојбите по лошо одиграниот есенски дел од првенството на втората лига Исток, во кој Кочанскиот фудбалски клуб се најде на самото дно. На писмената понуда од иницијативниот одбор подпишани се 32 лица, кои во дописот велат дека се поранешни членови на фудбалскиот клуб Осогово, спортски работници и негови симпатизери. Интересот за нивно влегување во клубот доаѓа по официјалното соопштение од актуелното раководство преку јавниот повик до заинтересирани субјекти за преземање на екипата. Членовите на иницијативниот одбор велат дека ја ценат досегашната активност и ангажманот на актуелното раководство, посветеноста во начинот на функционирањето и опстојувањето на клубот. Меѓутоа, за жал, резултатите кои ги има Осогово во надпреварувањето во втората лига се незадоволителни и лоши. Подготвени сме да ја преземеме обврската за водење на клубот во иднина, да доставиме програма за работа и да направиме кадровско екипирање со еминентни фудбалски имиња, кои имаат оставено длабоки траги во Осогово, како и со представници од бизнис секторот. Веруваме дека на тој начин ќе го подигнеме најстариот и најрепрезентативен спортски колектив во општина Кочани на повисоко ниво и заеднички ќе се радуваме на многу поголеми фудбалски резултати. Му оставаме простор на досегашното раководство на фудбалскиот клуб Осогово да одлучи каква ќе биде формата и начинот на преземање, се вели во писмото за намери за преземање од иницијативниот одбор. Првичната понуда со намера заедно со списокот на подпишаните лица е испратен до управниот одбор на клубот од каде се очекува реакција. Во меѓувреме, од второлигашот Осогово излегоа со официјална информација дека за нов тренер е назначен Кирчо Ѓорѓиев, кој по неколку месеци пауза се враќа во клубот каде што претходно работеше како тренерски асистент. Тој во својата тренерска кариера работел во фудбалскиот клуб Зрновка, во Слога Виница и Каменица Саса. Ѓорѓиев викендов ја направил и првата прозивка по одржаниот состанок со играчите и управата, а официјалниот дел од подготовките почнуваат од неделава и тие ќе се одвиваат на градскиот стадион Никола Мантов. Исто така планирано е одигрување на 4 контролни дуели.